првата годишнина од затворањето на Евростандард банка. Денот на затворање на Евростандард банка пред точно една година го одбележа само резултатот од повеќегодишната масовна кражба на депозити од банката. Тоа беше црн ден за повеќе од 700 физички и над 2000 правни лица. Депоненти на банката, денес доверители во стечајна постапка. Овој ден значеше неизвестност и донесе несоница за повеќе од 3000 семејства кои останаа без оценените средства, без животната заштеда, некои и без средства за живот. Агонијата за овие семејства трае еве точно една година. Агонијата трае, но надежда и борбата да се истрае во намерата да средствата бидат вратени и виновниците казнати не стигнува. Најрелевантен настан во изминатата една година е одлуката на Уставниот суд од 25 мај, со која беше укинат членот 163 став 3 од Законот за банки. Оваа одлука мора да биде имплементирана од органите кои ја водат стечајната постапка. И тоа согласно член 80 од Деловникот на Уставниот суд и правното мислење на Врховниот суд од месец октомври 2019 година. Одлуката на Уставниот суд ќе мора да се почитува. Ние, доверителите, веќе имаме доставено барање до судот да ја констатира сегашната состојба и да донесе решение со кое ќе потврди дека фондот законски не е повеќе доверител и нема право на наплата од стечајната маса. Со тоа физичките и правни лица, доверители во Евростандард банка ќе добијат можност за наплата на своите побарувања од стечајната маса во целот без никој да биде оштетен. На тој начин се затвара проблемот на оштетените доверители на банка без буџетски средства и без дополнителен ангажман на јавни приходи. Тоа крајно би било не само во согласно со одлуката на Уставниот суд, туку и одраз на одговорност на државата кон своите граѓани, доверители и нивните семејства. И тоа во услови кога истите тие доверители не биле заштитени од истата таа држава. И тоа пред се преку односот на Народна банка како висока поставена државна институција која де факто го дозволила и можеби и учествувала во грабежот на депозитите од банката. За да биде појасно на пошироката јавност, оштетените физички и правни лица од Евростандард банка не бараат обештетување преку јавни средства од буџетот на државата, туку за нивно целосно обештетување има доволно средства во стечајната маса на банката. Потребен е само последниот чекор, досадна примена и усогласување на актите донесени во стечајната постапка со одлуката на Уставниот суд од 25 мај. Затоа, преку оваа пресконференција, што ја одржуваме на првата годишнина од затворањето на Евростандард банка, ги охрабруваме органите што ја водат стечајната постапка, особено Основниот граѓански суд Скопје, да испишат нова историја во стечајните постапки за банките и да донесат храбра одлука, со која заробените депозити во стечајната маса на банката ќе ги вратат на нивните собственици, депоненти физички и правни лица. Секоја поинаква одлука би била дополнителен продолом за судството во државата и потврда дека овде не живее правната држава. Толку.